Над 50 случаи на измамени граѓани во Република Македонија само за неколку месеци. Ало, мафијата е во полн сјај. Се јавуваат на телефони на најчесто постари, повозрасни лица со сценарија како од филм, велејќи им дека мора да дадат одредена сума на пари за да ги спасат своите деца или најмили. Вакви случаи имало неколку. Последниот случај, во кој што ако ги собереме сите вкупно случаи, сумата доаѓа до околу 200.000 вртоглави евра. Ова е фотографија од МВР. Овој случај успеа среќно да го разреши, односно да го фати измамникот на граничниот премин Деве Бајр. Ова е измамникот кој што е уапсен на граничниот премин Деве Бајр, се работи за бугарски државјанин од Плевен, кој што има над 8 измами во Македонија. Да, значи во последниот период имавме зачестена појава на вакви измамници кои што се обидуваат да прелажат повозрасни луѓе со измислени приказни за наводни сообраќајни несреќи во кои учествувале нивните деца, односно син или ќерка, и дека наводно во сообраќајката е прегазено дете, па доколку сакаат да се спасат од затвор, мораат да дадат поголема сума на пари, 20.000 евра, 30.000 евра, различно од измамникот, нели? Во изминатиот период ние приведовме неколку вакви измамници. Имавме прво 20 измамници приведени во центарот на Скопје, потоа еден измамник приведовме на граничниот премин Деве Бајр. Станува збор за бугарски државјани, но се разбира имаат тие нели поддршка и од македонски граѓани. Ова сценарио, ова измама веќе со месеци се употребува во Република Македонија. Голем е бројот на измамени граѓани. Една од жртвите дури и сними видео кој го објави на социјалните мрежи со цел да апелира и да им помогне на другите граѓани да не наседнат. Еве што вели. Моите родители добија телефонски позив во кој беше представено некое непознато лице како инспектор полициски, каде им беше кажано дека мојата сестра направила сообраќајна несреќа, дека изгазила дете, се наоѓа во болница, дека и се искршени забите и дека родителите на детето бараат пари за да сестра ми не лежи во затвор 15 години. Ало, измамата има неколку сценарија. Едно од нив, последното кое што е актуелно во Бугарија, ви се јавуваат на вашиот телефонски број од некоја болница, лекари кои што ви велат дека вашите најмили се во животно загрозувачка состојба и доколку сакате да бидат спасени треба да уплатите одредена сума на пари. Како оди оваа измама? Тие следат на социјалните мрежи. Луѓето си објавуваат слики, фотографии дека се наоѓаат на некое летување, зимување или на шетање едноставно во некоја земја. Кога ќе видат дека некое е на патување, тогаш наоѓаат контакт исто така преку социјалните мрежи од нивните најблиски и ги контактираат. И им велат: вашата ќерка во Прага имаше сообраќајна несреќа, се наоѓа во нашата болница, ние сме приватна болница, таа е во животно загрозувачка состојба, ни треба вашата дозвола за да ја оперираме и да ја спасиме и секако треба да уплатите одредена сума на пари. Ова е последната измама која што е актуелна во Бугарија и кај веројатно ќе почне да се применува и кај нас, така да бидете внимателни. Втората измама е преку банките, односно ќе добиете телефонски повик кој што звучи многу сериозно, ќе ви се представа дека се од вашата банка и дека имаат некој проблем со софтверот и дека нема да можете да користите вашата банкарска сметка или па кредитна картичка доколку не направите неколку сигурносни чекори кои што тие ви ги предлагаат. Ќе добиете мејл, откако ќе им го кажете вашиот имејл, ќе добиете мејл кој што изгледа многу професионално со лого од банката, печати, подписи, имиња на одговорни лица и така натака. И обично е некоја линкче, односно некоја апликација која што треба да ја инсталирате за да може да ја користите вашата сметка, а потоа измамниците преку таа апликација едноставно ќе ви ја испразнат сметката. Следната измама која што исто така е актуелна и која што колегите од Бугарија веќе ја обелоденуваат, ова се и снимки од наши колеги од ТВ Нова од Бугарија, се работи за имејл кој што ќе го добиете, официјален имејл, наводно од Министерството за внатрешни работи или пак некој суд. Имејлот изгледа на вистина многу сериозно, како што може да забележите, има на него и печат, имиња на министри, имиња на началници и тој имејл ви известува дека преку вашата имејл адреса и IP адреса сте били инволвирани во некој вид на компјутерска порнографија, дури се споменува и детска порнографија. Ви даваат рок од 24 часа да вратите повратно и да ги информирате кој се ја користи таа IP адреса или имејл адреса, кој може да стои за тоа ако еве не сте вие и алудираат на тоа дека можеби се вашите деца или вашиот сопруг, вашата сопруга и така натака. Потоа за многу кусо време добронамерен полицаец ќе ви се јави и ќе ви каже дека видел дека сте на список
списокот со многу други и дека тој може да ви помогне доколку сакате да биде избришено вашето име од тој список за одредена сума на пари да ве трне. Следната измама која што веќе се случуваше кај нас пред едно година-две, а еве веќе почнува да биде и повторно актуелна, е добивате известување, можеби во сандоче дури, дека се обиделе да ви достават некоја пратка која што ви пристигнала од странство, не можеле да ве најдат да ви ја достават, и сега доколку сакате да си ја земете, треба да уплатите одредена сума на пари на одредена сметка за тие повторно да ви ја вратат пратката. Оваа измама пред едно година-две во Македонија, како што кажав, измами многу граѓани, се работи за помала сума на пари која што ви ја бараат, меѓутоа сепак се работи за измама. Одмавар апелираат, бидете внимателни. Измамниците не познаваат граници, многу се инвентивни, сценаријата кои што ги користат како да дојдат до брзи пари, до вашите пари, се неверојатни, буквално се како на филм. Тие се богатат, а вашите банкарски сметки се празнат. Ништо што ви нудат, а што изгледа добро, премногу добро, веројатно е измама, велат од МВР. Бидете внимателни и веднаш пријавувајте во полиција. Во спротивно, може да останете без своите пари.